Летото е период во кој интензитетот на сончевите зраци е најсилен, а и штетноста на УВ зраците. Во денешната ексклузив МК ординација разговараме со специјалист доктор дерматовенеролог при болницата Неуромедика Емилија Парцанова. Дознајте ги проблемите предизвикани од сонцето, како и што да правиме со изгорениците од сонцето, како да се адаптира телото пред заминување на езеро море, особено со деца. Во овој период, ние дерматолозите советуваме пред се, големо внимание. Не само во однос на изложувањето на сончевите зраци, во периодите, кога се најинтензивни, УВ зраците, како што се периодот од 10 часот до 17 часот, грубо кажано, туку и внимание во смисол на како се однесуваат при изнегувањето во надворешни услови, односно при експозиција на сончевите зраци. Односно, препораките се во насока на заштита на кожата, пред се најдобро познатата за целата наша популација заштита со помош на заштитни креми, лосиони, спреови. Тоа се препарати кои што имаат различни нивоа на заштита. Самите амбалажи покажуваат она карактеристична SPF ознака, која што всушност бројката позади тој SPF или Sun Protection Factor укажува на временскиот период кој што кожата е заштитена од УВ зраците. Нормално дека за летниот период препорачуваме употреба на креми со високи SPF концентрации 50 и по-високи 50+, и секако креми со филтри како што е титаниум оксидот, како што се останатите, филтри кои што ќе направат една максимална заштита на кожата. Нормално дека тие се аплицираат 10 до 15 минути пред излегувањето во надворешни услови, односно пред експозицијата на сончевите зраци, и после се врши нивна реапликација во грубо период од 2 до 3 часа со цел да имаме максимална заштита на кожата од УВ зраците. Ова е една од можностите за заштита од сончевите зраци. Нормално тука треба да нагласиме дека кај посебните категории на популации, тука ќе ги вброиме малите деца, каде што имаме кожа која што е високо сензитивна на сончевите зраци и многу лесно може да настанат промени во интегритетот на кожата. Не само типот на интензивни еритемни реакции, црвенила, па дури до степен на изгореници кои што ќе бидат пропратени со една непријатна состојба, формирање на пликови, були, висока телесна температура, една општа нарушеност на здравствената состојба. Нормално дека исто така во оваа групација се трудните, бремените жени, како и повозрастните луѓе, односно повозрастната популација. Нормално дека ова е едниот начин за заштита и превенција на последиците од сончевите и УВ зраци, меѓутоа покрај користењето на кремите со заштитни фактори, во превенција на и заштита од УВ зраците се користат и други методи. Тоа е облеката, и тоа се препорачува носење на облека која што е од природни влакна, дали се тоа ленени, памучни влакна, свилени влакна, и нормално носење на заштитни очила, шапки, поточно шешири, или евентуално носење и на чадор кој што има не само функција да на некој начин прави сенка и да не заштити од УВ зраците, туку и постојат во веќе поновите и поразвиените западноевропски земји, постојат облека и заштитни средства кои што имаат на некој начин и можност да ги одбиваат УВ зраците. Понатаму постојат други механизми, што помалку изложување на сонце, внимание, облека, заштитните креми, но што кога сите овие фактори се преземени, а постојат и услови, односно кај некои луѓе се јавува и така наречена преосетливост, па дури и колегите дефинираат и како реакција на алергија на сонце. Тоа се многу чести и многу специјални, да кажеме, состојби, кога на самите пациенти им се препорачува, доколку станува збор за кожа која што е најчесто тоа се со Фицпатрик тип пациенти 1-2 тип на кожа, каде што многу бурно реагираат на експозицијата на сончеви зраци.
Што во таквите случаи? Нормално дека се препорачува што помало изложување на сонце или доколку станува збор за одење на годишни одмори, тогаш се препорачува припремање на кожата за подолготрајна експозиција на сонце. Таа припрема се состои во тоа што постепено пациентот се води во соработка со дерматологот и со својот матичен лекар, се води во постепена една, како да кажеме, припрема која што ја сочинува, значи, изложување на сонце нормално, меѓутоа да биде контролирано. Постојат повеќе начини како тоа се изведува. Значи, тоа се прави во големите дерматолошки центри со изложување на UV зраци, со специјални, значи, лампи или пак во поскромни услови со времена експозиција од неколку часовна експозиција во надворешни услови кога сонцето, значи, и не е во зенитот и зраците не паѓаат под остри агли како што е во летните периоди и во ударните часови. Многу често се случува кај нашата популација, значи, да имаме прекумерно изложување на сонце, која што како последица ќе резултира со појава на изгореници на кожата. Изгорениците можат да бидат од различен степен, значи може да бидат од едноставно присутно црвенило или еритем на кожата, па се до појава на пликови були кои што ќе бидат полни со содржина серозна или пак веќе и покачување на телесната температура, значи нагон за повраќање, значи веќе е состојба која што треба да биде згрижена од страна на медицински персонал. Секогаш е прашањето што во такви случаи кога се наоѓате, значи, на одмор, кога не се наоѓате во својата матична, значи, земја и немате во близина, значи, матичен лекар и матичен дерматолог, нормално дека пред се треба да се мирува во затемната просторија со цел да се, значи, смири целиот организам, да се намали телесната температура доколку е повишена со помош на аналгетик, да се ставаат, значи, облоги ладни кои што ќе ја намалат воопшто температурата на кожата и секако, значи, многу почесто туширање, значи, со млака вода. Значи, она се најосновните превентивни мерки кои што можат да се направат во таков случај. Нормално дека веќе кога ќе се случи таква состојба се забранува повторното изложување на сончеви зраци и UV зраци и нормално дека треба таквиот режим да се почитува во тек на неколку дена. На пазарот постојат голем број на препарати од подрачјето на медицинска козметика кои имаат за задача да ја намалуваат локалната, значи, температура на кожата, локалниот еритем. Значи, може, значи, да се направи консултација и пред поаѓање на годишните одмори со дерматолог во смисол сетот за прва помош да биде спремен доколку навистина настане ваква состојба. И секако дека треба, значи, голема хидратација на организмот, поточност, голема внес на течности, полесна храна, значи сокови природни и за да се наврати оној надоместок на вода и за да се намали телесната температура.